Во Идризово под силно обезбедување започна судењето за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, каде загинаа 63 лица. На обвинителна клупа се 38 обвинети, сопственици, инспектори, поранешни функционери и обезбедувачи. Главен обвинет е Александар Нацев, реален сопственик на Rubicon Security, кој се товари за тешки дела против општата сигурност поради сериозни пропусти во обезбедувањето. Обвинителството утврдило дека агенцијата не спровела безбедносни мерки, немала договор со клубот, а вработените не извршиле проверки на посетителите, дозволувајќи внес на пиротехника, директна причина за пожарот. Се тврди и дека Нацев давал инструкции таа вечер и по трагедијата отворил нова агенција. Министерот за европски прашања Орхан Муртезани учествуваше на тркалезна маса за климатска и еколошка правда, истакнувајќи дека темата е стратешки приоритет во европските интеграции на државата. Тој посочи дека климатските ризици најмногу ги погодуваат ранливите групи и дека државата веќе ги вградува климатските политики во своите стратешки документи. Муртезани го нагласи значењето на националниот енергетски и климатски план, адаптацијата во земјоделството, развојот на зелени работни места и потребата од регионална соработка. Порача дека климатските и еколошките предизвици се заеднички за целиот регион и дека Македонија сака да биде активен придонесувач кон европската зелена транзиција. Германскиот министер за надворешни работи Јохан Вадефул при посетата на Скопје порача дека Германија силно ја поддржува Македонија на патот кон Европската унија, истакнувајќи дека односите со Бугарија се клучни за следниот напредок. Тој објави дека двете земји имаат блиски врски и дека речиси 30% од учениците кај нас изучуваат германски јазик. Македонскиот министер Тимчо Муцунски нагласи дека посетата е потврда за силната германска поддршка и ја истакна посветеноста на владата кон реформите, европската агенда и добрососедските односи. Вадефул повтори дека Германија останува стабилен поддржувач на интеграцијата на Западен Балкан во Европската унија. Министрите и премиерот Мицкоски разговарале и за регионалните предизвици и можностите за нови заеднички иницијативи. Грчкиот државен здравствен фонд ЕОП соопшти дека при контроли во октомври открил голема измама со незаконско препишување рецепти. Биле проверени 32 лекари и 62 аптеки, а утврдена е штета од околу 12 милиони евра. За дел од прекршувањата се изречени казни од 98.500 евра. Организацијата најави и нови контроли на уште 10 лекари и 80 аптеки, кои се поврзани со предмети на финансиската полиција. Минатата година, исто така, беа разбиени две криминални групи и уапсени 16 лица, меѓу кои лекари и фармацевти, за измами вредни 3,5 милиони евра на товар на државниот здравствен фонд. Босна и Херцеговина воведе нов дигитален систем што им дава на полициските службеници увид во реално време во сите сообраќајни прекршоци направени со странски регистарски таблички. Сите податоци се појавуваат моментално, што овозможува побрза обработка и точно идентификување на возачите со долгови. Со ова, странските возачи повеќе нема да можат да ја напуштат земјата без да ги платат сите прекршоци направени за време на престојот. Новата веб апликација, развиена од Идеја, веќе ја користи граничната полиција и се очекува значително да го намали бројот на неплатени казни и да го подобри почитувањето на сообраќајните правила. Босна и Херцеговина со овој систем се доближува до модерните стандарди на автоматизиран сообраќаен надзор. Европската унија отвори нов повик за стратешки проекти за рударство, преработка и рециклирање на критични минерали со забрзани процедури за издавање дозволи. Истото е планирано и во нацрт законите во Македонија, која располага со бакар, никел, антимон и други суровини што се важни за Европската унија. На конференцијата во Брисел, представници на Европската комисија истакнаа дека Европа мора брзо да изгради сопствени капацитети и да ја намали зависноста од земји како Кина. Целта е до 2030 година да се зголеми ископот, преработката и рециклирањето на критичните минерали. Европската унија веќе има одобрено 47 стратешки проекти во 13 земји, а компаниите се повикани да се пријават до средината на јануари. Македонија треба да се усогласи со европските стандарди и преку новото законодавство да одреди кои рударски проекти ќе бидат стратешки за државата. Советот на Европската унија и Европскиот парламент постигнаа прелиминарен договор за голема реформа на управувањето со железничките капацитети. Целта е да се поедностави и хармонизира начинот на планирање на возните редови низ сите земји членки, со што ќе се овозможат побројни, посигурни и подобро усогласени патнички и товарни услуги, особено на прекуграничните линии. Новите правила воведуваат долгорочно планирање, полесно додавање услуги во краток рок и дигитализирани процеси за распределба на капацитети. Европската мрежа на менаџери за инфраструктура ќе добие засилена улога во координацијата меѓу државите. Реформата е дел од Европската стратегија за паметна и одржлива мобилност, со која Европската унија сака до 2030 година да го зголеми товарниот железнички сообраќај за 50%, а до 2050 година да го удвои.
Романија утрово активираше борбени авиони откако во нејзиниот воздушен простор повторно беше детектиран дрон во близина на границата со Украина. Два германски ловци стационирани во земјата први го следеле објектот, кој навлегол околу 8 километри пред да исчезне од радарите. Населението во округот Тулча беше веднаш предупредено, а како дополнителна мерка полета и два романски F-16. Нема регистрирани удари на тлото. Романија често пријавува вакви нарушувања од почетокот на руската инвазија врз Украина, а инцидентот се случи само 2 дена по евакуацијата на 2 села поради пожар предизвикан од руски дронски напад на брод на Дунав. Николас Мадуро изјави дека кругови околу Доналд Трамп го туркаат кон вооружен конфликт со Венецуела, што според него би било политичка катастрофа за американскиот претседател. Тврди дека провокациите доаѓаат и од противниците на Трамп, но и од луѓе блиски до него кои прават планови за посттрамповата ера. Мадуро нагласи дека Венецуела е подготвена за директен диалог со Вашингтон. Трамп рече дека може да има разговори, но најави и мерки против Каракас. Во меѓувреме, САД прогласија група поврзана со Мадуро за терористичка организација, а тензиите растат по воените операции на САД во Карипското море, каде беа уништени бродови за кои тврдат дека пренесувале дрога. Трамп не исклучи можни удари врз цели во Венецуела. Инцидентот со Цеца Ражнатовик и македонското знаме пред неколку недели очигледно остави подлабока трага од очекуваното. Ситуацијата, која предизвика силни реакции во македонската јавност, очигледно ги исплаши дел од српските пејачи, па деновиве сведочиме на видлива претпазливост кога станува збор за настапи во Македонија и употреба на државните символи на сцена. Се отвора прашањето, дали дел од регионалните ѕвезди сега се додворуваат на македонската публика, обидувајќи се да покажат почит токму поради високите хонорари што ги добиваат. Или пак, станува збор за вистинско пријателство и обид да се коригира ненамерната грешка која предизвика лавина реакции. Факт е дека македонскиот пазар е исклучително ценет меѓу српските изведувачи, а настапите тука често им се меѓу најплатените во регионот. Тоа отвора сомнежи дали нивната нова политичка коректност е искрена или мотивирана од прагматични причини. Од друга страна, реакциите на публиката покажуваат дека луѓето сепак прават разлика меѓу грешка и навреда. Пример за тоа е концертот на Теата Ировики. Иако не помина со очекуваната полна сала, тој не беше ниту празен, ниту тажен, како што некои медиуми се обидоа да го прикажат. Настанот покажа дека македонската публика не се откажува лесно, но и дека довербата треба внимателно да се гради. Ова останува отворена тема во односите меѓу регионалните ѕвезди и македонските фанови, дали доминира искреноста или интересот.